Почитувани гледачи, ова е Светот денес на Тира. Еве што ќе гледате во најновото издание. Силни земјотреси ја стресоа Битола денеска. Комеморација за загинатите пилоти на МВР е отворена книга на жалост. Одбележани 80 години од раѓањето на бардот на македонската литература Петре М. Андреевски. Планинарски марш за Васил Чакаларов. Два силни земјотреси ја стресоа Битола денеска. Некаде околу 13 часот во Битола беше почувствуван земјотрес. Потресот мала паника предизвика кај битолчани кои за момент ги напуштија своите домови. Дури и оние кои живеат во пониските стамбени објекти го почувствуваа земјотресот. Епицентарот на земјотресот е во Грција на 18 км југозападно од Битола. Потресот беше во 13 часот и 18 минути, а јачината во епицентарот 4,1 степен според Рихтеровата скала. Уште еден послаб земјотрес е регистриран од речиси истото епицентрално подрачје. И тој земјотрес се почувствуван во Битола, се случи во 13 часот и 55 минути. Јачината на потресот во епицентарот била 3,2 степени според Рихтер, а епицентарот е некаде на македонско-грчката граница или на 22 км југозападно од Битола и 15 км југоисточно од Крани. Земјотресите се почувствувани во Охридскиот и Преспанскиот регион. Денеска во Домот на армијата во Скопје се одржа комеморативна седница по повод трагичната хеликоптерска несреќа во која животот го загубија четворицата припадници на МВР. На комеморативната седница на која присуствуваа бројни припадници на МВР и роднини на трагично настраданите колеги беше отворена и книга на жалост. Информација на 24 вести. Семејствата, пријателите, роднините и колегите за последен пат на комеморативна седница се простија од Драги Мицев, Маријан Трајковиќ, Тоде Орешков и Илјо Лопатички, врвни професионалци, горди татковци, честни, скромни и храбри луѓе. Вака ги опиша своите колеги началникот на централните полициски сили на денешната комеморативна седница по повод трагичното загинување на четворицата пилоти. Република Македонија и Министерството за внатрешни работи со трагичната смрт на Драги Илјо, Маријан и Тоде загубија изваредни професионалци и големи патриоти. А вие загубивте чувствителни сопружници, грижливи татковци и горди синови и браќа. Почитувани пријатели, се собраме денеска за да ја споделиме заедничката тага за загубата од трагичната хеликоптерска несреќа и да се присетиме на придонесот и биографиите на нашите колеги. Драги, Илјо, Маријан и Тоде, ќе ги паметиме како семени луѓе, сите беа оженети и имаа по 2 прекрасни дечиња. Драги Мицев роден во Струмица, Илјо Лопатички во Битола, Маријан Трајковиќ во Куманова, сите тројца судбината ги споила во Мостар каде завршиле како питомци во Воздухопловната академија. Потоа тројцата образованието го продолжиле во Задар во Хрватска. Тоде Орешков, кој бил роден во Кавадарци, завршил средно воздухопловно училиште во Сараево, а потоа завршил обука за техничар летач на хеликоптер Ми-17. Ни солзи семејствата, сопругите, синовите и ќерките за последен пат им одадоа почит на комеморативна седница, каде беше отворена и книга на жалост. На седницата покрај најблиските присуствуваа бројни припадници на МВР, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, началникот на генерал штабот на армијата Горан Чокотевски и други. Тројца од пилотите ќе бидат погребани утре во Скопје, а погребот на Маријан Трајковиќ се одржа денеска во Куманова. Утре во Македонија ќе биде ден на жалост. Загина унгарски параглајдерист кај автокампот Љубаништа во Охрид. Параглајдеристот попладнево загина кај автокампот Љубаништа на брегот на Охридското езеро. Несреќата се случила во момент кога параглајдеристот на возраст од околу 30 на години се спуштал од планината Галичица и имал неуспешен слет на плажата во автокампот. Нема други лица повредени во инцидентот. Од СВР Охрид веднаш излегоа на лице место да извршат увид, со што треба да се утврдат причините поради кои починал унгарецот. На лице место излегоа и екипи на полицијата и јавен обвинител. Параглајдеристот најверојатно летал со оштетено платно. Очевици на инцидентот велат дека тој паѓал со голема брзина, откако полетал од планината Галичица и завршил во водата на езерото, на околу 50 на метри од брегот. Автокампот Љубаништа е најпогодното место за параглајдеристите, кои од Галичица се спуштаат и летаат над Охридското езеро, а слетуваат на самата плажа. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Израелски искуства во македонското земјоделие.
за ова пократката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што се борите летово? Со топлото време, со комарците и инсектите, со поскапувањата. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Израелски искуства влегуваат во македонското земјоделие. Со договор помеѓу владите на Израел и Република Македонија започнаа серија обуки за земјоделските советници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделското производство. По првата обука советниците истакнуваат дека од израелските едукатори имале можност да научат многу за тоа како да се осовременува земјоделството, како успешно да се менаџира со фарма и да се утврдува цената на чинење на производство по единица производ. Се пренесуваат искуствата од Израел како една од најинтензивните држави во поглед на земјоделството, вели Игор Златков, директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Македонија. Пред само неколку дена заврши 7-дневната обука за советодавците од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, која што беше организирана од страна на влада на Република Македонија во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Синатко и Машев од Израел. 23 советодавци ги споделија искуствата за трансфер на знаења до земјоделските стопанства од мал и голем обем, но во исто време тоа што се случува во Израел како една од најинтензивните држави во поглед на земјоделството ни беше практично и теоретски пренесено на начин како што треба да се работи кај нас. Во тек е и една обука која што се извршува во Коченик, каде што цел на обуката е цена на чинење на производството на единица производ кај земјоделски фармер. Сите тие се под покровителството на влада на Република Македонија. Целта е да се зголеми знаењето на советодавците, но во исто време да бидеме во чекор со модерното и современо земјоделие како што е во Европа и во светот. Како потсетување дека кога сме веќе кај цена на чинење, да кажеме дека пред само неколку дена се потпиша конзорциумски договор помеѓу Федерација на фармери на Република Македонија, Даталап и Агенција за поттикнување на развој на земјоделството, каде што исто така е покровител влада на Република Македонија, при што ќе бидат донирани 100 сметководствени софтверски програми кои што ќе бидат инсталирани кај земјоделските стопанства, од кои што на крајот ќе може да се види цената на чинење на производот, а тоа ќе даде понатамошни насоки на земјоделецот каде треба да се движи во иднина. Тоа значи дали да го зголемува капацитетот или на постоечкиот капацитет да излекува поголем принос. Искуства кои што ги стекнавме во врска со обуката беа како практични, така и теоретски знаења со обуката, односно директно присуство на фарма во Свети Николе на демонстративен опит кој што го имаат поставено и во село Кукуречани во Битола директно присуство на фарма исто на демонстративен опит. Тоа беше позитивно искуство, бидејќи една обука веќе заврши, едната е во тек. И се надеваме дека ќе продолжи со 2 обуки што се планираат со стручњаци, именитни стручњаци од Израел. За квалитетно и навремено пренесување на искуствата од Израел и нашите искуства на земјоделците. Од родното село Слоештица бардот на македонската литература Петре М. Андреевски ги црпел своите најголеми творечки инспирации, рече неговиот син Сергеј Андреевски на одбележувањето на 80 годишнината од раѓањето на овој голем македонски поет и драмски автор, кој вчера беше организирано во селото Слоештица од страна на општина Демирхизар. Стихови од Андреевски рецитираше Игор Џамбазов, организатор на културната програма, како и представници на Друштвото на писателите. Нели татко ми пишуваше за нашиот народ, неговото дело е исклучиво посветено за периодот и кога беше меѓу балканските војни, по балканските војни, за последните селани. Целото негово творештво всушност и беше посветено на македонецот. Па вака тој обично пишуваше навечер, кога нели денот веќе, кога беше спокој, кога беше мир, тишина, и пишуваше до секое утро, нели, до кога ние поаѓавме некаде на училиште, на факултет и така. Тоа беше неговиот стил на работа. Додека пак овде, кога доаѓаше во Слоештица, тогаш разговараше со дедо ми и тоа го документираше, го скицираше сите тие негови изјави, сите тие. Целото негово творештво значи се засновува на здрави факти, бидејќи дедо ми беше многу
Дедо ми Мито имаше многу информации за периодот на Балканските војни, за периодот на Илинденот, на оние мешања, влијанија, српско, бугарско, така што тоа беше, тој од овде црпеше суштински приказни, реални приказни, потоа ги обработуваше на свој начин, нели, онака како што во негов стил, надреално повеќе, со една квалитетна, мудра реченица, богатство на хумор, сатира и со користење на многу македонски, да речам, архајски зборови, што веќе се помалку ги има. Па затоа сме и тука, еве, на именденот на Петре Андреевски, на неговиот гроб во неговата вечна куќа, што би рекол тој. И од името на Друштвото на писателите на Македонија сакам да соопштам дека Друштвото наесен ќе одбележи 80 годишнината од раѓањето на, како што рековте вие, великиот Петре Андреевски. Петре да остане за секогаш во нашите сеќавања, а неговите песни да бидат предизвик за сите млади актери, за тоа што значи вистинска, исконска, македонска реч. Во организација на Советот на ветерани, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Македонското патриотско здружение Тодор Александров се организираше планинарски марш Васил Чакаларов. Рутата на маршот беше од селото Лавци до Неолица. Организација на Советот на ветерани, Унијата на млади сили, Македонското патриотско здружение Тодор Александров и ВМРО ДПМН денеска го организираме овој планинарски марш за Васил Чакаларов во чест на големиот македонски револуционер, на костурскиот војвода Васил Чакаларов. Целта на самиот марш представува една иницијатива за дружење, за разменување на идеи и спојна ни две генерации на Советот на ветерани и Унијата на млади сили, како главен посредник помеѓу двете тела е здружението Тодор Александров, кој што е организатор на самиот марш. Маршот решивме да го организираме пред се со цел да му даеме одредено значење на ликот и делото на Васил Чакаларов како македонски револуционер. Васил Чакаларов представува македонски револуционер кој целиот свој живот му го посветува на македонското ослободително дело. Учествува во Костурско како еден од главните двигатели на Костурскиот револуционерен округ и представува едно од главните втемелувачи на Костурската револуционерна мрежа. Имено Васил Чакаларов заедно со војводите Пандо Кљашев, Лазар Папрајков, Битрев Лавот, Иван Попот представуваат цудот на Костурското револуционерно војводство. Во карактеристично се наведе дека во периодот на 31 мај 1903 година Васил Чакаларов заедно со војводите Пандо Кљашев и Лазар Папрајков се предводници на битката Локвати Вињари, а ова епска битка која што опеана во самата поема од Лазар Папрајков именувана како Локвати Вињари. Во ова битка извојува значителни победи четите на организацијата на самата ВМРО. Во виорот на Линденското востане исто така Васил Чакаларов зема активно учество и предводи на востаничка чета од 2000 добро вооружени востаници. Во овие борби тие учествуваат во борбите во Невеска клисура и ја ослободуваат Невеска клисура, каде што воспоставуваат и привремена власт која што трае 23 дена, 123 дена организацијата имала воспоставена своја власт во овој регион, во градовите Невеска и Клисура. Наред се светските вести. Израел почна копнена офанзива, Обединетите нации бараат прекин на огнот. И за други светски случувања по кратката пауза останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел Свето денес, ритамот на градот, Спорт Рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Израел почна копнена офанзива, Обединетите нации бараат прекин на огнот.
Израелските специјални сили се судрија со борците на Хамас на брегот на појасот Газа, што е прв директен судар по израелската офанзива на оваа територија. Израелската армија соопшти дека 4 од нејзините војници се лесно повредени во опитот да се спречи лансирањето на ракети од северниот дел на Газа. Вчера официјален Израел објави дека со голема сила ќе се обиде да ги спречи ракетните напади од таму врз Израел. Во Њу Јорк Советот за безбедност на Обединетите нации ги повика двете страни едногласно да го прекинат огнот. Досега ниту Израел, ниту припадниците на Хамас во Газа не сигнализираат подготвеност да запрат. Израелски воени авиони извршиле серија напади во Газа, вклучувајќи и такви против полициски и безбедносни штабови. Една жена и 3-годишно девојче загинале во воздушните напади, соопшти официјални лица, со што по 6-дневните борби бројот на жртвите се искачи на 165. Од нив многумина се цивили. Во меѓувреме Франција го повикува Израел да покаже воздржаност во војната кампања во појасот Газа. Францускиот министер за одбрана изјави дека Париз ги осудува ракетните напади на Хамас врз израелски цивили, но упати повик да Израел да покаже воздржаност и да се осигура дека цивилните жртви ќе се избегнуваат. Вооружени престрелки започнаа денеска во близина на аеродромот во либискиот главен град Триполи, тврдат локални жители. Според нив од патот кон аеродромот се слушаат истрели, а експлозии одекнуваат и во други делови на Триполи. Конфликтот веројатно е меѓу поранешните бунтовници од градот Зинтан, кои го контролираат аеродромот, и нивните противнички групи кои употребуваат ракети. Судирите избувнаа откако исламистичките милиции повикаа на социјалните мрежи да бидат протерани поранешните бунтовници од Зинтан од објектите во главниот град кои се под нивна контрола. Времените либиски власти не успеваат да им се спротистават на различните групи на поранешните бунтовници кои учествуваа во соборувањето на режимот на Муамер Гадафи и одбиваат да се разоружаат. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека дводневните разговори со афганистанските претседателски кандидати во Кабул завршиле со договор за меѓународно надгледувана ревизија на гласачките ливчиња. Кери изјави дека сите 8 милиони гласачки ливчиња кои биле преброени од страна на афганистанските официјални представници на изборите ќе бидат предмет на ревизија. Тој додаде дека и двајцата кандидати се согласиле да ги почитуваат резултатите од ревизијата и дека оној кој ќе биде победник веднаш ќе формира влада на национално единство. Ревизијата треба да почне денеска во Кабул. Гласачките кутии од регионите надвор од Кабул ќе се транспортираат од страна на војниците од меѓународните сили за помош во безбедноста во Авганистан. Кери истакна дека некои разлики во гласањето вклучуваат наводи за број на гласачки ливчиња над нивото на гласачи во некои афганистански провинции. Само според потврдените податоци од почетокот на борбените действија во Украина се убиени 11 деца, при што најмалото од нив било 5-месечно бебе, соопшти денеска прес-службата на Павел Астаханов, специјален пратеник за правата на децата при претседателот на Русија. Во зоната на борбените действија во југоисточниот дел на земјата има неколку детски домови и интернати, од кои не биле евакуирани деца без родители поради недостигот на хуманитарни коридори и одбивањето на киевските власти да дадат можност за евакуација на мирното население. Со следната тема се враќаме кај нас. Македонски и словенички тим археолози започнаа истражувања во могила на локалитет кој представува една од најкомплексните неолитски населби во Пелагонија. Населбата припаѓа на Велушко-Породинската културна група, која подосна во праисторијата можеби била населена од друг народ, за повторно во средниот век нови народи да ја населат и да го формираат денешното село, велат археолозите. Маја Богоевска. На локалитетот Могила во тек се археолошките ископувања на неолитската тумба. Според археолозите се работи за локалитет кој представува една од најкомплексните неолитски населби во Пелагонија и заслужува подетално проучување и анализа на културното наследство, поврзано со овој период и регион. Истражувањата на македонскиот и словеничкиот тим, предводени од Гоце Наумов од Универзитетот Евробалкан и Аленка Томаш, Универзитет при Приморска, се насочени кон утврдувањето на материјалната култура и општествените форми на неолитските заедници кои ја основале и развивале оваа населба. Селото Могила лежи врз 6 тумби во самиот Татар и уште 2 тумби на периферијата, што во моментов е најголем број тумби во Пелагонија концентрирани на едно место. На некој начин тоа ни даде индикација дека тука имало прилична динамика во преисторијата, може би подоцна во средниот век, и решивме една од тумбите, тоа е оваа така наречена школска тумба која се наоѓа под школото, тоест и од неговата лева десна страна, да направиме неколку сонди и да пробаме да видиме што всушност се случувало вдека од неолитот до современото село.
Дојдовме до одлични сознанија кои го потврдуваат она што е пронајдено и во претходните кампањи кои се одвивале во 70-тите години. Така да благодарение на Драгица Симовска и Воислав Санев успеваме да ги потврдиме нивните сознанија кои тие ги поставија во тие 70-ти години, подоцна во 80-ти години, а тоа е дека всушност се работи за мощен интерес на неолитска населба, од раниот и подоцна, можеби средниот неолит, тоа треба да го утврдиме подоцна, која и припаѓа на така наречената Велушко-породинска културна група. Странските археолози одушевени од македонските археолошки потенцијали. Македонија представува едно од најзначајните места за познавање на неолитот во Југоисточна Европа, па и пошироко. Всушност, она што го работиме во Говорлево, сега го продолжуваме тука, бидејќи овие два региони се доста различни по начинот на населување и по сите други карактеристики. Тумбата во Могила се наоѓа во дворот на локалното училиште. Се очекува ова истражување да го привлече и вниманието на туристите. Истражувањата почнаа и кажуваат дека имаме нешто преисториско точно на ова тло на село Могила. Мислам дека тоа е еден показател дека Могила не е од вчера, дека не е од пред некој време, дека е многу одамна, овој локалитет населен. Мислиме дека Могила ќе биде една од општините од село Могила кој што ќе биде преисториско, да речеме, најстарата, би рекло, општина или село Могила во Република Македонија. Покрај овој локалитет, во близина не имаме таа Радоборска тумба и мислам дека Могила точно ќе има едно добро истражување, археолошко истражување. Понатаму, мислам со ова истражување дека ќе привлечеме доста туристи кои што ќе посетат овој локалитет и би рекле ќе направиме на мала Хераклеја во општина Могила, во село Могила. Покрај археолошките активности, истражувачкиот тим заедно со локалната самоуправа и вработените во училиштето Гоце Делчев во Могила се насочени и кон запознавање на местното население и учениците со предисторијата на општина Могила. За таа цел предвидени се предавања во општинската зграда, работилници со учениците со цел да се зголеми интересот на локалното население за зачувување и презентирање на предисториското културно наследство во Пелагонија. Според годишниот извештај за работата на битолските судови за апелација и за основните, оценката била дека се ефикасни. Нема заостанати спорови со растоварувањето преку измените на законот за кривишна постапка, бидејќи споровите се доделиле на извршители, нотари и слично. Но медијацијата се уште изостанува како можност за решавање на споровите. Оливера Михајловска. Отчет за сработеното денеска даде пред јавноста битолска апелација. Работеле ефикасно, но медијацијата изостанувала како можност за решавање на одредени спорови. Иако се направија некои измени во законот за парнична постапка и се заде обврска на судовите, да ги препраќаат и во поканите да им стои на странките дека можат споро да го решат со медијација, медијацијата се уште не е заживеана. Сдруженијето за медијатори е, мислам, активно во таа смисла и ние како судови ја поддржуваме, меѓутоа таков не е менталитетот очигледно, многу малку број на предмети се решаваат со медијација. Битолска апелација според годишниот извештај за работа како и основните судови кои се под него е оценет како ефикасен без заостанати предмети од претходните години. Имено останати за решавање им биле околу 500 предмети за кои велат потребно е околу 1 месец да се решат. Да речеме во апелациониот суд Битола во моментот имаме околу 500 нерешени предмети на крајот на јуни. Тоа е по 10 предмети по судија, што стварно чекаат судите предмети па да ги решаваат. Другите судови, да речем основните судови исто така се намалени. Бројот на предмети, освен основниот суд во Охрид, каде има голем број на предмети се уште, меѓутоа треба да се напомене дека вината не е во судот, туку во тоа што во 2012 и 2013 околу 18.000 предмети добија. Надвор од бројката што ја добиваат регуларно судовите, се работеше за спорови од мала вредност за граѓаните тужеевана за 6 динари поврат на некои средства. Ефикасноста ја препишуваат на реформите во судството, измените на законот за парнична постапка и други измени. На тоа што се даде поголем ангажман, судиите решаваа повеќе од нормата предвидена, имаме сите добри оценки од судскиот совет, судиите добија. На тоа што се направи одредени измени во законот за парничната постапка, се намали приливот на предмети, така да имаме едно содејство на
и зголемен ангажман на судиите и измените на законите. Ваквото растоварување може да доведе до намалување на бројот на судии. Судиите ќе бидат во еден период вишок. Значи имаме повеќе судии од предмети ќе имаме, бидејќи тоа реформите го овозможија. Се сеќавате како беше извршните предмети отидоа кај извршителите, платните налози кај нотарите, значи оној баланс на предмети што го имавме, а не беа спорни, му тежеа на судот и имавме проблем. Сега тој проблем го немаме, меѓутоа сметам дека како ќе се пензионираме ние по старите суди, така нема да се избираат суди, ќе биде работата како што треба. Денеска ја промовира и монографијата Судството во Битола, почнувајќи од примитивно судство во Македонија па до денешни времиња. Педијатрите алармираа на пораст на стрептококни инфекции кај предучилишни и училишни деца, но од Институтот за јавно здравје велат дека нема услови за појава на епидемија. Најголем број случаи се регистрирани во Скопје. Во Битола има 11 случаи. Ова заболување во летните месеци се намалува, бидејќи училиштата не работат, а во градинките е редуцирана посетата на децата. Оливера Михајловска. Од почетокот на годинава во Македонија се регистрирани 248 инфекции со стрептококус пиогенес, но ова се само пријавени случаи, што значи дека бројката веројатно е многу поголема. Најмногу пријавени лица заболени од шарлах имало во мај 70. Во јуни бројката е намалена на 36 случаи инфицирани со стрептококус пиогенес. Веќе неколку месеци педијатрите алармираа на пораст на стрептококни инфекции кај предучилишни и училишни деца, но од Институтот за јавно здравје смируваат дека засега нема услови за појава на епидемија. Стрептококната инфекција е редовна појава во затворени колективи, особено училишта и детски градинки, а децата се поосетливи на оваа бактерија во однос на возрастните. Најголем број на случаи регистрирани се во Скопје и тоа 160, Прилеп 37, Гостивар 22 и Битола 11, а во останатите центри за јавно здравје регистрирани се само поединечни случаи. Ова заболување во летните месеци се намалува, бидејќи училиштата не работат, а во градинките е редуцирана посетата на децата. Шарлахот е акутно заразно заболување кое се јавува најчесто кај децата од предшколска и школска возраст, а најчесто во период од 4 до 10 годишна возраст. Најчест извор на заразата е заболено лице или пак лицоносител на бактеријата. Болеста се шири по така наречен аерокапков пат, но заболувањето може да се пренесе и индиректно преку контаминирани, односно загадени предмети, прибор за јадење, алишта и слично. Предизвикувач на ова бактериско заболување е стрептококус пиогенес група А, кој лачи екзотоксин кој предизвикува појава на осип по лицето и телото. Периодот на инкубација трае од 6 до 10 дена, најчесто 3 до 5 дена. Потоа се појавува општа слабост, малаксаност, истоштеност на организмот. Набргу се јавува болка во грлото, тежното голтање, појава на висока температура, треска. Речи си да нема родител што не се сретнал со стрептококно воспаление на грлото или со шарлах. Некогаш шарлахот бил тешка и неизлечива болест, проследена со тешки компликации што предизвикувале дури и доживотен инвалидитет. Но благодарение на антибиотиците и напредувањето на животниот и хигиенскиот стандард, овие болести стануваат благи и минливи, речиси без никакви компликации. Лани туристите во Македонија испиле пиво за 5,5 милиони евра. Минатата година во угостителските објекти во земјата туристите потрошиле 5,5 милиони евра за гаснење на житта со пиво. Сума која е пониска за 1,7 милиони евра од претходната година, пишува Дневник. Лани се испило и вино вредно 4,2 милиони евра или за 950.000 евра помалку од претходната година, а помал бил прометот и со ракија, жестоки пијалоци и безалкохолни пијалоци. Исто или помалку се хранеле, па лани туристите оставиле 47,4 милиони евра по угостителските објекти за да ги вкусат македонските специјалитети, но сумата е за 11 милиони евра помало од претходната година. На ноќевања биле потрошени 27,6 милиони евра, што е сума поголема од претходната година. Сега на ред е временската прогноза. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.